На општините им оди тешко со долговите. За да мрднат од мртва точка, чекаат на ветениот кредит од државата. Од почетокот на мандатот досега, градоначалниците успеаа да ги сервисираат тековните долгови, но враќањето на старите е речиси невозможна мисија. Најтешко е во Делчево, која со долг од 4 милиони евра, колку што изнесува и вкупниот годишен буџет, е втора најзадолжена општина во државата по глава на жител. Тешко се справуваме со долгот и немаме ние некое стопанство, не знам какво, за да можеме долго да го намалиме, бар во некои приближни вредности. Така се надеваме на изјавите од премиерот дека ќе ги раздолжи општините, посебно мислам сите општини, посебно тие што се со блокирани сметки. И се надеваме дека тој чекор ќе се случи побрзо за да можеме ние како градоначалници полесно да менаџираме со општините. Општина Пробиштип наследи долг од 170 милиони денари или 3 милиони евра. За 6 месеци истиот е намален на 156 милиони. Општината успеа да избегне блокада, но за да се раздолжи неопходна и е сериозна помош. Сега сме во фаза каде што имаме неколку продажби на градежно неизградено земјиште, каде што ќе општина Пробиштип ќе добие прилив на средства, меѓутоа и тоа нема да успееме со една поголема сума да ја разложиме општина Пробиштип. Решение за општина Пробиштип е кредитот најавен од Владата на Република Македонија, каде што ќе можеме на рати ануитети кои секоја година да ги предвидуваме во нашиот буџет, да работиме домакински, да заштедиме и на тој начин да и го отплаќаме долгот на општина Пробиштип кој што го наследив, но и да можеме да ја реализираме програмата која што ја ветивме на граѓаните на општина Пробиштип. Состојбата е идентична речиси во сите општини од регионот кои наследија големи долгови. Исклучок е Македонска Каменица, која за 6 месеци комплетно успеа да го врати долгот од 36 милиони денари. Во моментот општина Македонска Каменица нема долгови, сервисирани се долговите и во моментот имаме позитивно салдо во општината. Очекуваме за 15 дена и нова концесија од рудник Саса во износ од 30 милиони денари, така да планираните проекти можеме да ги спроведуваме. Инаку во март годинава, владата вети дека ќе земе кредит од 120 милиони евра наменет за покривање на долговите на општините. Истиот ќе го враќаат општините во период од 15 до 20 години со ниски каматни стапки. 4 месеци подоцна, општините се уште се во долгови и ги чекаат ветените пари.